убив млад син на 31 година. Исто ова ми се случи на море, одеднаш не можеше да диши од трахејата. Овдека немаше торакален хирург, ме испратија во Виена. Во Виена го изработи лазерски господин Клепетко. Ми препиша 3 хемотерапии и потоа да прави бајпас на трахејата. Отидов во Систина, како што влегов се трезам целата сега, ми рекоа нема, вика, овие цитостатици. Само што излегов, ми рекоа врати се, ги најдовме. Тоа беше разлика од 10 минути. Јас сум медицинска сестра 44 години. Викам, како ги најдовте за 10 минути овие, викам, цитостатици? Ова не се случува само во јавното здравство. Мене ми се случи во приватната клиника Систина. После тие 3 хемотерапии син ми воопшто не ослабе, не изгуби апетит, ни коса му падна, најнормално. Премедикација добиваше ранитал и реглан. Ја цело време одев ке сестрите, таму се тресам. На нож. Кога отидов ке Клепетко во Виена, вториот пат, ми рече, ништо од вашата држава, од вашите цитостатици, а сакав момчето да го оперирам, меѓутоа неуспешна е хемотерапијата. Јас и тогаш зборев по сите телевизии, мене никој не ми даде поддршка, никој не сакаше да одбие. Сите ме направија психички оболено. Добро, напише. Дојде. Добра. Господа Кралева и господја Дева, не го видоа син ми никако изгледа. Доби крварење. Smiri se, mamo. Mamo, jebe. Smiri se. Dobro, doјde. Смири се, нема машина. Кажи дека не е ова пред 16, пред 8,5 години ова мафија работеле. Мачка. Дайте вода!